Да, се враќаме во студиото. Како што кажавме, тука е господинот Александар Стрезов, директор на Средното училиште Асус Боро Петрушевски од Скопје. Господине Стрезов, добродојавте во студио 10. Најпрво добро утро. Благодарам што сум поканет да бидам дел од оваа утринска емисија на вашата телевизија во живо. Секогаш сум спремен да зборувам за Асуц, за успесите на Асуц и за средното стручно образование во Република Македонија. Да, зборуваме за средното училиште, како што кажавме и во најавата, сега сме на крај на една учебна година, за некое време следува почеток на друга, сега сте во тој еден период. Певе за почеток, што сега се случува во вашето училиште? Ова е, да кажеме, крајот на наставната година. Во училиштето матурантите завршија со наставата, сега се спремаат и веќе ја полагаа првата матура. Значи, периодот е на полагање на матури. Учениците кои што се до 10 јуни на настава се трудат да ги поправат оцените доколку некој сака оценка плюс. Инаку она што како тим или како вработени на Асус Боро Петрушевски го работиме е кампањата за упис на деветоделенците, во која што кампања се вклучени повеќе тимови кои што работат во основните училишта на територијата на град Скопје и поширок. Идејата на овие тимови е да ги запознаат учениците, деветоделенците, но и нивните родители што се нуди средното стручно образование. Или со други зборови, средното стручно образование да биде прв избор кај учениците кои што завршуваат деветоделение и при тоа се разбира да одберат нешто кое што ќе им овозможи понатаму да стекнат знаење и вештини, односно да стекнат можност за да се вработат, да се самовработат, да отворат сопствен бизнис или пак да продолжат на некој од факултетите кои што би ги интересирало понатаму во животот. Да, ќе разговараме повеќе за самото училиште, за тоа што нуди, кои се секторите и така натаму. Во поглед на ова, има ли интерес? Каков интересот за упис во Асус, во Асус и во последните години, да речем? Во последните години, она што го прави државата во делот на промоција на дуалните паралелки и општо што го прави државата во делот на анимација и популација на средното стручно образование, вродува со плод. Во Асус Боро Петрушевски можам да кажам дека изминативе години е зголемен интересот кај деветоделенците. Обично тоа се учениците кои што сакат да го продолжат своето учење во машинската струка, бидејќи нашето училиште во пракса и во машинската, и во сообраќајната, и во електричната струка, електротехничката струка нуди теорија, нуди вежби, нуди практична настава, нуди учење преку работа и нормално, согласно со законот, и нуди и филијална пракса. Сето тоа, Стопанската комора, Комората на занечи на град Скопје се вклучени во целата процедура и се дел од процедурата каде што овозможуваат на учениците да го видат технолошкиот процес, да ги научат најпрво меките вештини кај социјалните партнери, како што знаеме да кажеме, потоа да ги научат вештините и потоа им е многу поедноставно да продолжат после завршувањето на школувањето кај нив на работа. Да, дуалното образование, кога зборуваме за него, станува еден важен дел од образованието. Гледаме дека веќе и државата и стратегијата на образовните власти се повеќе става акцент на дуалното образование. Па така, во Асуц, во поглед на тоа, имате ли компании со кои директно соработувате во поглед на тоа и како тоа се одвива? Во приправењето на програмите, дуалните програми, при регистрирањето во Центарот за средно стручно образование и развој и Министерството за образование, ги имаме клучните партнери во дуалните паралелки, значи имаме фирми кои што се директно вклучени, инаку социјални партнери кои што учествуваат и се дел од фирмите кои што ги отворија своите врати за учениците, можам да кажам дека во изминатиот период меморандумите за соработка е зголемен и некаде се движи бројката околу 100. Околу 100
компании. Да. Не само за дуално, и за останатите кои што не се дуални паралелки. Да, и како можеме ли да објасниме како оди тоа во пракса? Како оди таа соработка? Како се одвива? Значи, кои се бенефитите кои учениците ги добиваат подоцна од таа директна соработка и дуалното образование? Мислам да објасниме малку попластично. Значи јас ќе кажам нешто друго. Во Асус Боро Петрушевски традиционално го организираме отворениот ден. Отворениот ден всушност е еден вид на настан каде што имаме саем за вработување на завршните години, 3-годишните и 4-годишните, каде што учениците со своето CV и со своето писмо за намери одат кај работодавците кои што се тука во училиштето и си го барат вработувањето за понатаму. Од друга страна, сите останати паралелки, сите останати ученици од останатите незавршни паралелки го барат местото каде ќе одат на филијална пракса или каде ќе одат во следната година на учење преку работа. Тука се присутни 9 оделенците за да ја видат целосниот концепт и целосната слика, за да знаат што ги очекува кога ќе се запишат во Асус Боро Петрушевски. Не заборавам да кажам дека на овие настани, отворениот ден, присутни се и факултетите кои што нудат можност за оние кои што сакат да го продолжат своето школување, да си најдат соодветен факултет во делот каде што ја гледат понатаму професионалната кариера. Има ли во поглед на тоа, порано кога разговаравме, постоја и некои на овие теми, постоја и стипендии, постоја и директни понуди за вработување откако ќе се заврши училиштето, постои ли уште тоа? Да, од страна на компаниите. Вака сега. Дуалните паралелки се така концепирани согласно со одлука на Министерството за образование. Сите ученици во текот на школувањето од дуалните паралелки добиваат одредена стипендија од 3.500 денари, а секој договор подпишан за учење преку работа и филијална практика, секој од фирмите е должен да обезбеди одредена сума на средства во зависност од колку се вложили учениците во технолошкиот процес. Тоа претпоставувам дека кај учениците создава еден мотив, да речеме, и во поглед на учебниот процес, но и понатаму. Кај учениците е мотив сето тоа, но сепак ќе кажам дека дел од учениците кои што знаат зошто се запишени во Асус Боро Петрушевски, едноставно технологијата во денешно време им е достапна. Сакат да ги стекнат вештините и знаењата кои што утре може да ги применат и кои што сето тоа знаат дека носи одреден бенефит, односно соодветна плата. Можам да кажам во делот на училиштето се случуваат поише проекти. Ќе го истакнам сега проектот Erasmus Plus, каде што нашите ученици одат на практична настава во некоја од државите во Европа. Таму искуството што го стекнуваат и само освестувањето дека она што го учат во училиште и во практичната настава во нашиот практикум или пак во фирмите каде што се на пракса, и таму се вреднува и односно и учениците можат да бидат и таму примени на работа и дека истите знаења може да ги спроведат било каде во било која држава во Европа и пошироко. Тоа значи дека она што го стекнуваат како знаење им е прилично универзално, ајде да речеме. Да, добро, во поглед на тоа, дали можеме ли да објасниме, не кажавме што е кои насоки, кои струки ги нуди Асуц во моментов и да речеме што е најмногу посакувано, ајде да речеме, кај учениците. Значи, Асуц ги има сообраќајната струка, машинската струка и електротехничката струка. Кога зборуваме за сообраќајната струка, тоа е техничарот за патен сообраќај, техничарот за транспорт и експедиција, овие две паралелки се 4 годишни, и возачот за моторни возила, таа е 3 годишна и е дуална паралелка. Кога зборуваме за машинската струка, тука е машинскиот техничар за моторни возила, техничарот за возила на алтернативен погон, и тоа е дуална паралелка, и монтерот за мотори на моторни возила, потоа автомеханичарот и каросерискиот механичар.
електротехничката струка е застапена со еден профил, тоа е автоелектроничарот. Можем да кажем дека 4-годишните струки подолго време имаат поголем интерес, со тоа што машинските струки можем да кажем дека во првиот уписен рок веќе знаат да бидат наполнети. 3-годишните струки едноставно оние ученици кои што вистински го сакаат тој занает, доаѓаат и се едни од поуспешните во струката која што одбрале. Тие доаѓаат бидејќи знаат дека го сакаат токму тоа, да речеме. Автомеханичарот ни е традиционален и тука паралелки исто има голем интерес. Во нашето училиште има и проводност, оние што ќе завршат 4-та година, од 3-та година, 3-годишно, и кои што имаат соодветен успех, може да продолжат и во 4-та година, со тоа што ќе се стекнат со уште една диплома, уште едно знаење, уште едни вештини кои што понатаму ќе им овозможат други визии во животот. Да, добро, во поглед на тоа кои да речеме насоки и струки се најбарани, ајде да речеме? Машинската струка е да кажеме топ 1. Машинскиот техничар за моторни возила, потоа техничарот за возила. Тоа е да речеме машински техничар е нешто како автомеханичар, да речеме, тоа што може да работи по тоа? Машински техничар на моторни возила, тоа беше она автотехничар мехатроничар, каде што учениците учат механика, електрика и електроника. Значи ги учат сите процеси на возилото. Знаат да диагностицираат, знаат да променат, знаат да го проверат возилото и да го повторно да го пуштат во сообраќајот исправно. Значи, додека машинскиот, односно техничарот за возила на алтернативен погон, тоа самиот ни кажува дека е возилата кои што се хибридни возила, значи електрика, дизел, електрика, бензин или пак бензин плин, бензин метан. Значи и тоа е дел од насоките во АСУЦ, бидејќи сега хибридните возила, особено за овие што зборуваме за електрика, тоа е нешто што е сега најново и најактуелно, да речеме, во таа Па можам да кажам дека ние сме и лидери во носењето на програми во средностручното образование, во машинската струка, па и во сообраќајната струка. Единствен профил е во АСУЦ, техничарот за возила на алтернативен погон. Покрај тоа што е модерно во целот на она што е веќе попопуларно на пазар, тоа ни е еден вид на зелена програма, еколошка програма, каде што учениците се трудат да знаат дека она што следи е всушност новата технологија, електромобилите, кои што ќе треба да ги наследат сите останати возила кои што сега со додадени агрегати кои што се сега во сообраќајот. Да, што е со, да речеме, со целосно електричните возила, она што се нарекува full electric, бидејќи гледаме дека автомобилската индустрија забрзано се менува, како ги следите трендовите? Значи, во наставната програма предвидено е учење со одредени предмети и часови со токму за оние возила кои што се целосно електрични. Значи го имате и тоа? Го имаме и тоа, со тоа што ќе кажам протоколите кои што се предвидени таму предвидуваат малку построг приод кон безбедноста при работа, тоа го обезбедивме и соодветни лаборатории кои што во тек се за опремување. Бидејќи се работи тука за возила со висок напон. Со висок напон, да, и поради тоа. Да. Фирмите кои што ги имаат сервисите за електромобили, ги имаат отворено вратите за нашите ученици, но се разбира до одреден дел, бидејќи сепак професионалците кои што го прават сервисот во одредени фирми ги имаат поминато сите обуки, протоколи и се сертифицирани да го работат токму тоа. Да, кога зборуваме еве за АСУЦ, но и за другите средни училишта, ајде да речеме, мора да кажеме дека постојат и предизвици со кои се соочуваат доста училишта. Вие сега зборувате за АСУЦ. Кои се, ајде да речеме, главните предизвици со кои се соочувате во дали е тоа, да речеме, во поглед на
еве на учениците, дали е тоа во поглед на условите за работа, на опремата, на финансиите и така натаму. Значи, АСОС Боро Петрушевски, менаџерскиот тим на АСОС Боро Петрушевски се труди да ги доведе условите за работа на вработените и на учениците на највисоко ниво. Се трудиме да имаме најсовремената опрема во делот на тестирање и на диагностика на возилата. Се трудиме во делот на сообраќајната струка да обезбедиме се што е потребно како за теоретскиот, така и за практичниот дел во училиштето. Нели, Васоц има автошкола во која што дел од учениците ќе поминат делето во одреден период на филијалната пракса. Тука е станицата за технички преглед, каде што сообраќајната струка, учениците од теорија во пракса можат во целост да видат како се организира тој дел и како се спроведува една контрола на исправноста на возилата. Она што е предизвик е што учествуваме на повеќе проекти каде што и од надвор имаме искуство дека и они имаат сенс да бидат тука присутни и да едноставно да вложат и средства во одредени проекти за да бидат училиштата соодветно опремени, односно да го пратат трендот на развојот, техничкиот тренд на развојот. Бидејќи нашите ученици учествуваат на надпревари, како регионални и републички, но учествуваат и на меѓународни надпревари, тоа е нешто каде што можеме да си ги одмериме силите, да знаеме каде сме ние како АСУЦ или каде се учениците од Република Македонија во делот на меѓународните надпревари, обично тоа се европски надпревари. Можам да кажам дека во теоретскиот дел сме на високо место, во практичниот дел па некаде сме на средината, бидејќи сепак вратите на сервисите, односно на социјалните партнери во странство се некако поотворени во делот на најновата технологија, на најновите возила, но не можам да се пожелам и од нашите соработници, односно од фирмите кои што соработуваме, каде што нашите ученици се припремаат токму за тие меѓународни надпревари. Да, ова кога го зборувате, повторно се враќаме на некој начин и на дуалното образование. Имаме, господине Стрезов, во јавноста цело време една приказна дека постои недостиг на кадар, дека недостасуваат одредени струки и така натаму. Имате ли, да речеме, ајде како да се изразам, притисок од страна на компаниите, дали бараат повеќе ученици, дали бараат повеќе кадар? Вие го забележувате ли тој феномен или не? Да, компаниите постојано, секојдневно се јавуваат и бараат кадар плюс. Бројот на ученици што завршуваат се знае колку е секоја година, но да кажеме веќе договорите за филијална практика се подпишани и веќе знаат кои фирми, кои ученици ќе дојдат кај нив на практична настава. Тука ќе можат и фирмите, односно вработените, менторот што е во сервизот да вложи труд и да постигне максимум од ученикот, почнувајќи со меки вештини, а и со одредени вештини и знаења кои што ги поседува тој бренд или таа фирма. Така да по завршувањето на школувањето ќе знае кој кадар ќе може да влезе кај него на работа и што ќе треба да го надогради за да биде максимално вклучен во процесот каде што го планира. Значи, доколку ова на некој начин еве го преведеме на оно што се случува во пракса, значи доколку вие завршите во АСУЦ и доколку сте посветен, се разбира, на тоа што го учите и навистина се обидувате да го совладате на крај, да добиете реално знаење, дека имате многу добра шанса веднаш да продолжите со работа, доколку сакате, да речем. Па јас можам да кажам дека доколку учениците се спремни да продолжат понатаму на пазарот на трудот, дека нема ученик кој што нема да го запослиме. Сите ученици што ќе завршат можат да бидат вклучени во било која фирма во која што има интерес, а има голем број фирми интерес, значи пазарот на трудот е отворен максимално за струките кои што ги имаме во АСУЦ. Да. Тоа е добро да се чуе и многу е важно. Да, можам сега
ви влего во збор, можам да кажам дека и почетниците, а потоа веќе после известно време, нели, кога ќе стекнат поголемо искуство, нашите ученици се солидно платени и можам да кажам дека можеби земаат и поголема плата од одредени луѓе кои што имаат завршено и високо образование. Да. Да, тоа е еден феномен и тренд кој се случува сега, што е интересен дека тие струки, особено некои занаяти и така натаму, се прилично добро платени, како што кажавте, и повеќе од луѓе кои завршиле високо образование. Господин Астрезов, вие и самиот ја начнавте таа тема, кажавте дека АСУЦ освен училиштето поседува и други елементи, еден од нив е техничкиот преглед, тука е автошколата, вие го имате полигонот за полагање за возачки испити, секој кој полагал бил кај вас таму, поминал, нели? Да. Го знаеме. Како функционира тој сегмент во поглед на целиот склоп? Да, тука е автосервисот, тука се плюс и одредени други обуки за возачи, за вилјушкаристи, АДР. Се е во интерес на образованието. Значи, тие се самодејности кои што се дел од практичната настава и покрај тоа што работиме со редовни ученици, работиме и со возрастни. Значи, отворени сме и имаме одредени акредитации за преквалификација и доквалификација на возрастни ученици кои што потоа лесно се вклучуваат повторно во пазарот на трудот или пак сакаат да имаат второ занимање кое што во моментот е поплатено отколку тоа претходно што го завршили. И за нив важи истото теорија и пракса, практична настава, значи мора да стекнат и одредени вештини за да сето тоа на крај го крунисат со соодветно вработување. Какви се во поглед на организацијската структура, овие сегменти се одвоени, дали професорите учествуваат ваму или само таму имате? дејностите, самиот збор кажува само дејности, значи тие се само одржливи. Вработените земаат плата која што не е под Министерството за образование, односно Министерството за финансии. Значи тоа е друг сегмент, да речеме. Но сепак се дел од образовниот процес каде што учениците поминуваат дел од практичната настава, вежбите и слично. Ги користите за тоа? Да, максимално се за тоа посветени, иако мораме да бидеме и конкурентни на пазарот на труд. Прво ни е квалитетот, сепак АСУС во било кој сегмент што спомнавте, дали технички преглед, автошкола, дали сервисот, сепак е бренд кој што трае подолго време и кој што првично е квалитетот, па се останат. Да. Добро, кога зборуваме за развојот, што гледате, како го гледате во еден развојот на АСУЦ? Што гледате, каде би можело училиштето и целиот овој склоп во рамки на училиштето да се развива, каде е еднината? Сообраќајната струка е струка која што едноставно е дел од било што во општеството кое што е поврзано со сообраќај, шпедиција, транспорт. Возачот на моторни возила кој што е дуална паралелка од 3 годишна, можеби ќе прерасне во 4 годишна, каде што ќе обучуваме кадри кои што едноставно ќе можат да ги изучат сите категории, а потоа кога ќе наполнат соодветна возраст да ги добијат возачките дозволи и да се вклучат во транспортот на стоки и патници со придружба. Она што е трендот во машинската струка. Хибридните возила, електровозилата се еднината на некој начин, но сето тоа ќе биде придружено со соодветна лабораторија, соодветни места за тренинг, каде што ќе мора да преквалификуваме и возрастни за да бидеме број 1 во државата и пошироко. Да. Добро, и на крај уште да кажеме за уписните рокови, кога ќе почнат уписите, колку ќе има капацитет, што очекувате? АСУЦ има капацитет, значи, таргет ни е годинава да запишеме повеќе од 200 ученици како на македонски наставен јазик, така и на албански наставен јазик.
Првиот упис почнува на 12 јуни, трае до 15 јуни. Знаеме дека тоа ќе биде електронски пријавувањето. Учениците ќе ги користат своите скулс адреси. На услуги gov.mk е местото каде што ќе можат да ги поднесат електронски своите документи, но АСУД со својот тим е отворен. Било кој родител или ученик да има проблем при аплицирањето, ние ќе им помогнеме. Дојдете во АСУД во тој период, ќе има кој да ви овозможи да пристапите и да ги поднесете документите. Вториот рок е на 23 јуни за сите оние кои што не успеале или биле одбиени некаде, значи повторно ќе можат да аплицираат и во нашето училиште. АСУД има своја веб страна. За подетални информации asudedu.com.mk е отворена страната. Таму го имаме и калкулаторот, секој да може да пресмета колку бодови има и каде ќе се најде во првиот уписен рок. Така да вратите се отворени, спремни сме како тим за да ги примеме и родителите и учениците и максимално да им помогнеме да можат да се пријават и да бидат онаму на ранг листата каде што заслужуваат. Да. Добро. Господине Стрезов, ви благодарам за ова интервју. Ја ќе се обратам до 9 оделенците. Направете вистински избор, изберете иднина, изберете образование, изберете го АСУД Боро Петрушевски. Одлично, супер порака за крај, ви благодарам уште еднаш. Сега продолжуваме со реклами и потоа продолжуваме со професорот Владо Спиридонов, доктор по метеоролошки науки.